Реториката на опозицијскиот лидер предизвика реакција од меѓународната заедница. Христијан Мицкоски во едно телевизиско гостување го спореди судењето за 27 април со нирнбергшките судења. Денеска со реакција се огласи германската амбасада, која ја оцени изјавата на Мицкоски како неприфатлива. Берлин му порачува на Мицкоски дека споредбите кои ги направил се несоодветни и минимизирачки во однос на злоделата на нацистите. Споредбата на постапките на правосудните служби на Северна Македонија со нимбергшките процеси е несоодветна. Со тоа се минимализираат делата на наци-злосторниците. Одговорните лица во Северна Македонија треба да придонесат за надминување на поделбата на општеството и да водат конструктивен диалог за иднината на земјата во правец на евроатлантските интеграции. Освен тоа, самите изјави за нимбергшките процеси се целосно неприфатливи. Прва реагираше амбасадата на САД, која уште вчера ги повика политичките лидери во земјава да не користат потпалувачка реторика со неправилна употреба за настани од минатото со која се шири страф и поделба. Потпалувачката реторика од страна на политичките лидери предизвикува страф и поделба, особено кога неправилно се користи за настани од минатото, како што се нирнбергшките судења за политички цели. Таквиот јазик е опасен и не придонесува за продуктивен диалог за насоката во која се движи земјата. Многу е важно лидерите да се вклучат во граѓански диалог, кој може да ја унапреди стабилноста и просперитетот на Северна Македонија. Од партијата на Мицкоски рекоа дека нивниот лидер бил погрешно разбран и дека тоа не било кажано за да се оправдаат насилствата од минатото, додека претседателскиот кандидат на ВМРО ДПМН ја премолчи изјавата на Мицкоски. Нирнбергшки процес е називот за последователните судења на истакнати членови на политичкото, военото и економското водство на Третиот рајх. Првото и најпознатото од овие судења е она за 24 лица кои биле главните воени злосторници.